civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Реторички е прашањето и на ниеден кој што се занимава со јавна дејност не би му личело да се нафати да одговара реторичко прашање. Значи, за нас не е прашање на избор постојат или не постојат европските вредности. Тие се безмалку во јавниот дискурс и во разбирањето на општествените прилики прифатени со консензус. Значи, поддршката за евроинтегративните процеси на земјава немаат алтернатива, за нив имаме плебисцит од граѓаните, така што ние како политичари, како влада, како јавни интелектуалци, ние ги поддржуваме европските вредности, веруваме длабоко во нив и се разбира, имаме обврска да ги направиме наша реалност. Така што, јас не би рекол дали е возможна или невозможна, тоа е трансформативна акција. И таа акција се случува во моментот, се случува најмалку од 2017 наваму и се случува преку многу акции, активности, политички ставови, овде слушнавме, значи брилјантни политички ставови и се разбира низ многу други активности. Особено е битно тие да бидат и секојдневни активности на институциите, за кои што и вице-премиерот рече дека имаше период во кој што беа заробени. Така што, нели, поаѓајки од состојбата на многу негативни карактеристики и тенденции во општеството, кои што беа дел од извештаите на многу меѓународни тела, кои што беа дел од нашите собствени анализи, ние решивме да речеме да изградиме оваа стратегија како еден сет на активности на различни актери со цел да ги надминеме тие негативни состојби. А тоа е повторно, значи, дискриминацијата, нееднаквоста, родовата нееднаквост, недоволната грижа за најранливите категории граѓани и секако она што е битно и поделеноста во општеството. И таа поделеност одеше на повеќе линии, меѓутоа меѓуетничката поделеност е една од нив. Секако дека нееднаквоста и дискриминацијата е една од главните причини на поделеноста и затоа и оваа стратегија и вредностите за кои што зборуваше и платформата на владата се базирани на надминување на тоа. Во таа смисла, значи повторно нашата стратегија е така концепирана да таа не прави поделби на или ситуации, значи ние не се определуваме дали треба еднакво или едно општество или се. Ние сме за тоа дека мултикултурноста мора да се живее и да биде функционална. Еднаквоста мора да постои на сите нивоа, и на индивидуален план, и меѓу заедниците, и таа треба да оди преку низа категории, од кои што се разбира дека етничката е една од клучните, меѓутоа и религиската, и родовата, и сите други онака како што ни доаѓаат како проблеми и предизвици во општеството. Така што, особено со цел да ја надминеме таа поделеност во општеството, смисливме и остваруваме, реализираме низа акции кои што треба тој јаз да го намалат. И секогаш имаме и се разбира предизвици при тоа. Меѓутоа, повторно, реторичко би било прашањето и секако недржавничко и не лидерско, ако ние од предизвиците и од проблемите се разочараме. Значи, повторно, мултикултурното општество, интеретничката и секаква друга интеграција, уживањето на плодовите на современиот живот од сите граѓани, секогаш ќе се соочуваат со предизвици, но тоа е само чекор мотивацијски, повеќе дека ние треба да бидеме подобри, да ги направиме нашите акции подобри и, ако треба, и да ги скратиме роковите или да вложиме многу повеќе средства, ресурси и луѓе со цел да ги надминеме
предизвиците. Во таа смисла, нели, една од критиките или увидот на состојбата по ревизијата за имплементација на рамковниот договор беше дека многу од институциите, телата, органите креирани токму како резултат на рамковниот договор беа запоставени, спија, не беа доволно развиени, не ја бавеа својата дејност, немаа соодветни буџети. Ние, например, со стратегијата решивме дека тие институции, тие органи, тие тела во рок од 3 години треба да заживеат. Така што, еве, и Министерството за политички систем кој што доживеа своја трансформација, и агенциите кои што беа креирани, и управите, и комитетот при собранието, комисиите на локално ниво, значи сите тие сега заживуваат со цел да ја обавуваат подобро својата функција. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.